večer Skopje, dobro večer Makedonijo, dobro večer dragi moji prijatelji. Evo sme večerva pak zajedno. Sploteni, jedinstveni, orni i voljni. Ploštad od Makedonija je povtorno poln ko oko, so hrabar i gord narod, so sila što se čustvuva, so energija što se širi. Da budeme iskreni, беше poln i pred една недела кога ВМРО ДПМН не организираше митинг. Ама има една голема разлика. Никола Груевски во саботата се надеваше, ама и се сомневаше. Посакуваше, ама никако не можеше да биде сигурен дека сите тие луѓе се дојдени затоа што го почитуваат, а не затоа што му се плашат. Затоа што искрено ги поддржуваат неговите политики, а не заради некаква лична корист. Ние сме опозиција. Ние не можеме никого ниту да наградиме, ниту да казниме. И затоа ти, Никола, во саботата посакуваше, а јас вечерва знам, ти се надеваше, а јас сум сигурен дека сите овие луѓе се дојдени тука не затоа што мораат, туку затоа што сакаат. Не по наредба, туку по собствен избор, по собствена желба и волја. А тоа е голема, тоа е огромна разлика. Кога си во опозиција во земја со оваква тоталитарна власт, со оваков полициски режим, секој човек што ќе застане јавно зад вас, секој ваш поддржувач, секој ваш глас вреди двојно, затоа што знаеш дека не е купен, затоа што знаеш дека не е изнуден, затоа што знаеш дека по цена на ризик и жртва е даден. Чисте ко солза, искрен, од душа и од срце, голем како планина. Минатата недела на овој плоштад имаше народ, ама имаше и послушништво, полтронство, страф, кариеризам, користолюбие. Вечерва овде е собрана храброста на Македонија. Овде е гордоста, искреноста, пожртвуваноста, вистинската волја и решеност. Ова со пари, Никола, не може да се купи. Ова со реклами и спотови не може да се покрие. Ова со сила, Никола, не може да се победи. Почитувани граѓани, драги пријатели, стојам вечера пред вас и се мислам што да кажам, а што веќе не е кажано, што да порачам, а што веќе не е слушнато. Цело лето, работно лето, секоја сабота и недела митинзи, стотици и стотици средби со вас граѓаните. Дома ви доаѓавме, по куќи ви спиевме. Цела зима од порачка зима, протестни маршови и собери, блокади, граѓански парламенти секоја вечер. Со некои од вас и полициски кордони пробивавме и по некој пендрек заедно изедовме.
ќе ја дочекаме со кампања за локални избори. Повторно секој ден, секоја вечер, собери, митинзи, средби, од врата до врата активности. Пред секого од вас во овие 9 месеци, најмалку по 3 пати си имам лично обраќано. И навистина, што ново да ви кажам, а што вам и на секој друг граѓанин во оваа земја не му е веќе одамна добро познато. И на крајот на краиштата, зарем на сиромашните, на невработените, на социјалците, треба да им се кажува колку им е тешко и каков живот живеат. Зарем некој друг на земјоделците да им каже колку е горчлив левот што го јадат, како ги уценуваат со субвенциите, како ги осиромашија со преполовените откупни цени. Знаете ли само колку административци и вработени во јавниот сектор сакаат да бидат вечерва тука со нас, а не дојдоа заради страв да не бидат избркани од работа? Зарем тие самите не знаат најдобро со каков стрес, со какви шиканирања и деградирања се соочуваат секој ден на работното место? Зарем има потреба јас на стопанствениците да им кажувам за рекетот што им го земаат, за душманските инспекцијски казни, за ДДВ-то што не им го враќаат, за наместените тендери, за неликвидноста, за блокираните сметки и активирани хипотеки? Зарем пензионерите самите не се свесни како ги манипулираат? За колку во изминативе години се зголемија цените на струјата, на парното, на нафтата, на дрвата за огрев, на храната, а тие со 550 денари пред избори ги залажуваат? Зарем стечајците не знаат самите најдобро каква е и колкава нивната мака, па некој друг треба за тоа да им говори? Зарем бранителите самите со своји очи не се уверија како ги посрамотија, како ги понижија со законот за бранители? Зарем професорите и докторите на собствена кожа не осетија на каков поценувачки начин ги третираат, на кое ниско дередже ги спуштија? Зарем на сите не ни е јасно дека Македонија е земја на огромен криминал, на невидена корупција, на пералници за пари, на државна мафија под контрола на фамилијата? Зарем има некој во оваа земја кој се уште не разбрал, се уште не се уверил дека Македонија после овие 7 години елементарна непогода наречена портокалова преродба повеќе не е слободна држава? Македонија повеќе не е демократска држава. Македонија повеќе не е правна држава. Дека Македонија денес е деспотија, тиранија, земја со партиско-полициски режим. Почитувани граѓани, се е јасно, се ни е на сите добро познато, и на нас вечера овде, и на сите оние што беа на истиот плоштад минатата недела, и на сите 2.100.000 граѓани на оваа земја. И никого повеќе не можат да излажат нивните медиумски фабрики за лаги и манипулации, нивните реклами и спотови, нивните нарачани прилози и коментари, нивните скапи пропаганди со украдени народни пари платени. Кога ги гледам нивните бесрамни лаги секоја вечер на телевизија, кога гледам како безобразно измислуваат и конструираат, кога гледам каква лажна, непостоечка Македонија прикажуваат, си велам, или сме ние за во болница, или се овие за во лудница. Има луѓе песимисти кои ми говорат: точно е, народот се знае,
Се му е дојдено преку глава, ама многу е уплашен. Страф му е да се изјасни. Па што народ би биле и каква држава заслужуваме да имаме ако им дозволиме така ефтино да не лажат и толку лесно да не плашат. Нека знаат сите кои така мислат, а посебно они од власта, кои на таа карта играат и на тоа се надеваат, дека многу грешат. Никој нека не го подценува македонскиот народ. Нема оваа генерација да биде подолу од претходните генерации македонци. Нема оваа генерација да се срами пред идните генерации македонци. Знае овој наш народ многу да истрпи, ама знае и на вистински начин да возврати. Може овој народ многу да издржи, ама знае и тешко да казни. А нема поправедна, нема поголема, нема потешка казна од народната казна. Ги чека македонскиот човек своите 5 минути за одлука. Во само 5 минути, со само еден потек на својата рака, ќе им врати, ќе им наплати за сите понижувања и подценувања, за сите газења и страдања во овие 7 години. Народот е подготвен за крупна историска одлука, да сврти нова страница, да означи нов почеток, да покаже дека оваа наша слободарска, демократска, праведна, напредна Македонија е посилна, помоќна, побројна од нивната режимска, корумпирана, полтронска Македонија. Да покаже и докаже дека оваа нашата Македонија не е само по-добрата, туку дека е и победничката Македонија. Драги мои пријатели, драги мои политички соборци и сопатници, драги мои отпораши, стојам пред вас, се гледаме очи во очи и ве прашувам, дали сте подготвени, дали сте навистина спремни да ја водиме оваа битка, не за советнички паушали и градоначалнички фотели, не за општински тендери и комунални директори, не за лична корист и собствени привилегии, туку за нешто многу поголемо и позначајно, за доброто и иднината на овој народ и оваа земја. Ве прашувам, дали искрено, ама од дното на душата и со цело срце, верувате дека ова за што се бориме е вистинското, е правилно и праведно? Ве гледам и ве прашувам, дали сте навистина цврсто решени, со сета волја, со сета сила, со сета храброст и одлучност, оваа борба да ја водиме така, како што на почетокот се договоривме и се заколнавме, до крај, до конечна победа. Ве гледам и ве прашувам, дали вечерва и вашето срце бие и како моето, со сета жар за една единствена цел. Драги мои, ако сте навистина подготвени, ако навистина искрено и до крај верувате, ако навистина сте цврсто решени, јас ви тврдам, јас ви гарантирам дека нема сила што може да не запре, нема битка што не може да ја добиеме, нема победа што не можеме да извојуваме.
ako sme sploteni i jedinstveni, ako gazime čvrsto, ramo do ramo, ako sme rešeni zajedno da odime do kraj, jasna 24. mart večerta, negi čekam rezultatite, izleguvam i baram predvremeni parlamentarni izbori. Da gi dadat, ne zato što sakat, tuku zato što ke morat. Otpor produžuva, sova otporaška lada, kja izoram cela Makedonija. Nema grad, nema selo, nema naseljeno mesto što nema da gi pominam po dva pati. I na kraju, sova naša otporaška tupanica, ke tropne me, ke tresne me na vratata na Ilindenska bezbroj. Ke im dojde me, ne nagosti, tuku kako vistinski domaćini vo svoja kuća. Ova Makedonija mu pripalja na ovaj naš narod i na nikoj drug. Ako narodot saka izbori, narodot mora da dobije izbori. Ako narodot saka poinakva Makedonija, narodot mora da dobije poinakva Makedonija. Ako narodot saka, narodot ke pobedi. Narode makedonski, pobedata dođa, pobedata je pred tebe, osmeli se, odvaži se, pruži raka, zemlja, naša ta pobeda za naša ta Makedonija. Ciao, bella ciao, 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 i crće nikne, voda će blikne, za site ženi, za sloboda, i crće nikne, voda će blikne, za site ženi, za sloboda, che molto per la libertà.